Добар ден, јас сум Катерина Бошевска, генерален директор на компанијата EOS Matrix во Македонија. Новата 2025 година очекувам да биде доста динамична, исполнета со многу предизвици, исто како и претходната. Она што го планираме да останеме доследни на нашите процеси за дигитална трансформација на компанијата, автоматизација на нашите работни процеси и пронаоѓање на нови иновативни начини како полесно да се доближиме до нашите корисници. Па се случија доста работи. Уште еве и сведоци сме, секојдневно се случуваат некои новини кои што ќе имаат својот печаток на она што ќе се случува и она што не очекува во новата година. Пред се, тука би издвоила очекуваната стагнација на економскиот раст, кој што е секако извесен во услови на зголемена невработеност и во услови на ниски стапки на инфлација. Во делот на технологијата исто така интересни случувања, така да тука најновите случувања во делот на вештачката интелигенција, новите стартапи кои што се појавија од Кина, кои што направија сериозна дисторзија на финансиските пазари во Америка, сето тоа е нешто кое што на некој начин ќе ја насочи економијата во наредните години. Некако како навидум да сме во позиција на економско редефинирање на пазарите, на просторите на економските сектори во секаде во светот. Ние овде на нашиот пазар, кој што да некако изгледа навидум дека е далеко од тие случувања, сепак ќе имаме и ние импликација. Јас само можам да очекувам дека ќе бидеме мудри и дека сето тоа мудро ќе го искористиме во наша полза. Овде би истакнала аналитичко размислување, соочување со податоците од различни англи, се со цел сето тоа да се види низ различна димензија и правилно да се предвиди исходот од било која одлука која што треба да ја донесам. Многу често се консултирам со моите блиски соработници, сакам да го слушнам нивното мислење и сметам дека тоа е вистинскиот начин за еден лидер да може да донесе вистинска одлука. В 2025 година ќе донесе доста новини во компанијата EOS Matrix. Стартуваме веќе веднаш на почетокот на годината со нашата нова дигитална онлайн платформа за управување со финансиските обврски на нашите корисници. Тоа е апликацијата MyEOS, за која што правиме официјална промоција. Тоа е нешто што е ново и ќе продолжиме со такви нови иновативни пристапи со цел нашите корисници да можат да бидат контактирани, допрени на еден нов дигитален начин кој што е се повеќе очекуван и се повеќе баран од нас. Компанијата EOS Matrix ќе продолжи со автоматизирање на процесите кои што ги работиме. На некој начин во 2025 очекуваме да го редефинираме нашето работење низ еден нов пристап и тоа ќе биде видливо и кон нашите корисници, но и кон нашите клиенти. Компанијата континуирано вложува во дигитализација. Процес на дигитализација и автоматизација не може да настане преку ноќ. Не е тоа доволно да се донесе само одлука од страна на менаџментот ќе се дигитализираме и тоа стартува од утре. Постои еден долг процес на подготовка и од искуство можам да потврдам дека процесот на подготовка трае многу подолго од самиот процес на дигитализација и тоа е клучниот чекор кон кој што треба сите да се фокусираат. Подготовката на дигитализацијата, најголемите грешки се прават токму тука, недоволно подготвени процеси се дигитализираат на погрешен начин или воопшто не може да се дигитализираат. Она што ние го правиме е повторно многу анализираме пред да дигитализираме било кој процес. Значи многу вложуваме во технологија и во опрема, тоа ќе продолжиме да го правиме и секако во стручен кадар кој што ќе може да не води низ целиот тој процес. Јас би започнала со една
атмосфера на транспарентност и пред се градење на доверба меѓу тимот со кој што секојдневно соработувам. Довербата е најзначајната алка која што може сите да не поврзе. Она што друго предпочитам е стремежот кон најдоброто нешто, постојаното континуирано усовршување и секако вербата во учењето, затоа што ние сите мораме да прифатиме дека секојдневно учиме и ние мораме секојдневно да учиме нови нешта. И секако меѓусебната соработка е нешто кое што за мене е најважно со цел да тимот има успешна соработка. Не постои сон или стремеж кој што не може да се оствари со напорна работа. И токму тоа се трудам да го докажам, не сето она што го работам и начинот на кој што тоа го правам. Треба само доволно силно да верувате во она што сакате да го постигнете. А сето тоа треба да се темели на една истрајност, силна амбициозност и пред се интегритет. Треба да веруваат во себе и во своите способности и да се трудат да го постигнат успехот или кариерниот развој на основа на нивната стручност и нивното знаење и пред се да бидат храбри и да обстојат затоа што воопшто не е лесно во нашето традиционално патриархално општество да си жена на раководна позиција, иако не велам дека е тешко, воопшто не е тешко, можностите се тука и треба храброст да се прифатат и да се истрае на тој пат, да соработуваат меѓу себе и да бараат совети и помош од оние кои веќе го поминале тој пат. Многу значи споделеното и советот кој што ќе го добиеш од жена која што веќе поминала низ истото. Например, за мене постои девизата дека нема нешто што не може да се направи и вообичаено кога ќе бидам соочена со нешто дека е невозможно низ призмата на други луѓе или друг поглед, тоа за мене е силен предизвик и доволен мотив да го докажам спортивното. Токму тоа е она што мене ме движи и ова индустрија ми е многу блиска, тоа е и втората причина, ја познавам во незината длабочина и од тука ми дава простор со мојата креативност да го најдам вистинскиот начин како да ги направам промените кои што ценам дека треба да се направат. Конкретно ќе се осврнам токму на лидерската позиција. Треба да се биде свој во секој чекор на работењето, да се верува во сопствените можности, но пред се треба да се изгради добар тим со кој што ќе можете да го остварите својот план, затоа што суштината на лидерот е да има добар тим до себе. Зборувајќи од тука, лидерот е обкружен со луѓе, а лидерот треба да си пронајде доволно простор за да ја препознае или да ја изгради моќта, но и авторитетот. Од тука колку повеќе ќе се фокусираме на моќта, толку помалку ќе имаме од дома другото, а за мене она другото е многу поважно, така да авторитетот е нешто кое што треба да се негува и да се продлабочува во релацијата со луѓето кога си лидер. Помладите генерации живеат во виртуелен свет, во нивната свест и се околу нив е дигитално. Од тука очекувам тоа да се продлабочува и уште повеќе во иднината, дури и нивните потреби ќе стануваат дигитални и се што ќе очекуваат да видат, да осознаат, треба да биде низ дигитална призма.
Од тука тоа е нешто што го гледам како развој во светот на помладите. За нас и нашите генерации останува да најдеме начин како ние треба да влеземе во тој нивни дигитален свет со цел да им помогнеме, затоа што ние сме тука пред се да им помогнеме, да ги упатиме на вистинскиот пат и ние мораме да најдеме начин како да го прифатиме дигиталното со цел да ги насочиме младите во еднината. Пред се тука ќе ја истакнам можноста за уште поголема автоматизација и дигитализација и посериозно, можем да кажеме веќе почеток на имплементирање на вештачката интелигенција. И тоа е нешто на кое што ќе бидеме сите, мислам, во финансискиот свет силно фокусирани. Дигиталното работење, тука пред се алудирам и на тие нови трендови, како дигитални валути, дигитални начини на комуникација со нашите корисници. Сето тоа засновано на силна технологија и секако вештачката интелигенција вградена. И во таа насока ќе биде и нашиот фокус во наредниот период. Ви благодарам многу на времето, ми беше навистина задоволство што можев да споделам со вас она што јас го размислувам. Се гледаме наскоро.